денеска оваа среда, како што реков, ќе промовираме нови музички имиња и можеби знаете, можеби не, тој веќе си го промовираше спотот, нели, како што и во ново време сите тоа го прават на YouTube, така ли? Но во секој случај одвојуваме време, секогаш се радуваме на нови, квалитетни македонски музички имиња, звезди, понатаму и така натаму, кои што се разбира им одвојуваме време и ги промовираме и во нашата утринска. Преценена да се благодарам за преубавата најава и баш ми е драго што сум дел од оваа прекрасна утринска емисија и верувам дека ќе имаме пријатен разговор. Ќе искористам приликата да ги поздравам сите гледачи. Уживајте, ќе разговараме за песната. Ајде, малку ќе споменеме и спотот. Така е. Чеда Спасик ни доаѓа од Кавадарци, поточно општина Росоман, така е. И веројатно тешко е да се пробиеш на македонската сцена, односно тешко е да се воспостават контактите, но полека, но сигурно веројатно сето тоа ќе биде после минато и ќе можеш со секој нареден сингл, нели, да имаш комуникацијата и полесно да стигнеш и до новинарите и до публиката. Стигнуваш полека до публиката со оглед на тоа дека имаш навистина убава песна. Се не се одлучи, обично почнуваат секогаш со први песни со брзи, динамични песни, ти се одлучи малку така за побалада и верувам дека коментарите се позитивни. Да. Песната е балада, идејата беше моја и на продуцентот Дејан Момировски. И на прва балада јас сакав да биде првата песна балада, заедно со него одлучивме да биде така. Текстот го напиша Борче Нечовски, музиката и аранжманот се на Дејан Момировски. Песната е снимена во XL студио во Момировски. Имавме идеја да снимаме и побрза песна, но тоа ќе го оставиме за периодот кој што следува сега, што е пред нас. Работиме и на втората песна, но тоа не на наредно. Да, секако. Спотот е на море снимен, како што и веќе дел од спотот гледаат, ќе го видиме и во целост. Во есен, на море, со балада, па добро, имаше некоја идеја тоа или случајно се погоди да се издаде овој период? Снимане веројатно летово, Летово е снимам, да, но малку промоцијата се одложи за овој период да биде. Така и одлучивме и баш чувствувам дека овој период е одличен. И имам позитивни коментари за спотот, за песната. Кога сме кај песната, ми рече одлучивме и секогаш, нели, во множина зборуваш, веројатно, нели, со авторите се консултираш. Колку ти имаш влијание околу изборот на песната, околу начинот на пеење во одредени моменти или како нов свеж оставаш искуството да ти пренесат, нели, поискусните и да ти сугерираат како да изнесеш песна? Секогаш го оставам главниот збор да биде на продуцентот, пошто тој најдобро знае како треба да звучи сето тоа, како треба да се опее. Знам дека тој тим, Борче и Дејан, се навистина премногу искусни во оваа работа која што работиме ние и затоа песната испадна баш таква како што е. Така е. Продолжува со истиот тим или сакаш малку да шараш? Како ти се плановите и стилски, да речем? Да, за сега работиме во овој стил. Екипата, пошто е навистина одлична, во овој период не планирам да ја менуваме. Работиме на уште една брза песна, која верувам дека со спот ќе добие спот свој за негде пред Нова година, но ништо официјално, немаме никакви информации, мораме да средиме прво со текст, со музика, имаме мелодија, но немаме текст напишен уште, но верувам дека до пред Нова година ќе снимаме и спот. Ќе излезе. Добро, таман пред Нова година, нешто брзичко. Во Ексмен на фестивали, поточно пред нас Макфест 2022, односно во петок, какви се плановите околу тоа? Обично, па новите музички имиња фестивалите ги одбираат за старт на кариерата. Некако најлесно е таму, нели? Таму се сите новинари, таму е публиката, се врши пренос и може да се презентира. Оваа година јас немам ангажман на Макфест, но за наредна година уште сега не во план. И не само Макфест, генерално. Генерално планирам да одам на сите фестивали. Така е. Добро, а контакти имаш ли, да речеме, надвор од Македонија? Која ти е целта во музичката кариера? За сега не. За сега мојата цел е да снимам барем до крајот на 2023 година еден албум, да работам како
со добра мотивација. Добро. И Исто ништата што се концерт голем до па таму, да, така? здрави, да. Така. И настапи, нормално, дружба со публиката во живо. Да. Добро, да ти благодарам за одвоеното време, Благодарам и затоа вас. што ни допатува, се разбира, во нашата утринска. Ти посакувам многу успех, среќа и се разбира многу хитови. Благодарам. Верувам дека ќе стигне секоја твоја песна до што поголем број на слушатели, Па, се односно надевам. гледачи. Па така што ајде нашите голем број гледачи денеска нека уживаат во Благодарам. она што ти како прво го имаш сработено во твојот нов спот и новиот сингл се викаше Последна и прва. Така. Ајде да видиме и чуеме. Зборуваш, зборувам, не слушаш, не слушам, а имам толку многу нешта да ти кажам. Твоите очи свет ми бојат, твојата душа, душа моја, за тебе постојам. Небото ме испрати, да си моја ти. Моја за секогаш, со си и молитва. Онде си во крвта. Ај, последна и прва. Ти си ми последна и прва. Твоите очи свет ми бојат, твојата душа, душа моја, за те